Проруските сепаратисти во источна Украина напреднаа до границите на регионот Луганск, една од главните области над кои Русија се обидува да ја преземе контролата од почетокот на инвазијата. Градот Попасна, за кој се водеа тешки битки, сега е исчистен од украинските сили, изјави портпаролот на Руското министерство за одбрана Игор Конашенков. Гувернерот на Луган, Сергеј Хајдај, рече дека украинските сили мораа да се повлечат од Попасна, но наводно русите не ја пробија нивната одбрана. Заедно со источна Украина, Русија го напаѓа и југот на земјата. Во последните 24 часа има информации за засилени напади во Одеса, а Мариупол се уште е под постојано бомбардирање. Во фабриката за челик Азовстал наводно се уште има околу 100 цивили, речиси 1000 украински бранители. Украинската војска тврди дека вратила неколку окупирани области, вклучително и селата околу Харков, каде и натаму се водат жестоки борби. Оружјето помага многу. Посакувам државата почесто да не снабдува со нив. Оружјето го користиме исклучиво за конкретни цели. Како што може да видите, имаме резултати. Ако има оружје, ќе има повеќе резултати. Украинскиот претседател потврди дека силите на неговата земја успешно започнале контраофанзива што ги турка руските војници. Збројни сили нашої држави. Вооружените сили на нашата држава ни дадоа добри вести од регионот Харков. Окупаторите постепено се туркаат од Харков. Благодарен сум на сите наши бранители кои држат линијата со надчовечка сила и се спротивставуваат на некогашната втора најсилна армија во светот. Соединетите американски држави веруваат дека рускиот претседател Владимир Путин се подготвува за дол конфликт во Украина, а руска победа во Донбас можеби нема да стави крај на војната. Следните месец или два борбите ќе бидат од голема значајност бидејќи русите се обидуваат да ги засилат своите напори, но дури и да бидат успешни, не сме убедени дека борбата во Донбас ќе стави крај на војната. Сметаме дека претседателот Путин се подготвува за продолжен конфликт во Украина, во кој неговите цели се и надвор од Донбас. Представничкиот дом на Соединетите американски држави официјално одобри дополнителни 40 милиарди долари помош за Украина, а Конгресот се бори да го задржи протокот на војната помош со цел да ја зајакне владата во Киев во отпорот со руската инвазија. Рускиот енергетски гигант Газпром потврди дека се испорачува 1/4 помалку газ преку Украина кон Европа, откако Киев соопшти за намалување на количината поради војната. Газпром денеска ќе достави руски газ во износ од 72 милиони кубни метри за транзит низ територијата на Украина, изјави портпаролот на компанијата. Ова е 1/4 помалку во споредба со претходниот ден, кога барањата изнесувале 95,8 милиони кубни метри.